мој гостин е Ѓорги Галетановски, надимак Чомбе, мислам дека цела Македонија го знае, граѓански активист, бивши директор на нашата зоолошка градина и мој гостин Луван Вешо Агнеса. Добре дојде. Добро ве најдов, мило ми е што сум тука. Надимакот Чомбе, од каде? Имаше на времето една, од дете ме завика, така имаше една емисија, ТВ серија наша позната многу Трздвија Скопје, имаше еден од главните ликови, наводно сум ги имал тие карактеристики, од деца, Чомбе и ми остана така. Више ни дома, мислам, не ме викаат Ѓорги. Се уште Чомбе, така? Па да. Кажи ми, еве ние сме другари од Киселавода веќе многу долго, се знаеме. 30 години. Скоро 30 години. Да. Разликата, детството ние кој се дружевме и сега? Огромна, нема врска. Тој наш социјален живот и овој сега што го живеа. Ние, ако некој не судеше дека живееме штетен живот, дека уличариме, не се прибираме, сега овие деца не живеат ни 30% од тие работи што ние ги научивме као деца на таа улица и без овие социјални мрежи и телефони проклети, кои што знам некад да ги кажам. Магнеса, бар научивме нормални вредности кои се и мислам дека ни користеа овие години. Па реално многу. Голема е разликата, не ни можам да ја споредам. Више начинот на дружење наш не е ист со тој што го имаат, не бил ист со тој што го имаат. Начинот на дружење у школа е друг. Начинот на улица нема респект, нема кодекс никаков меѓу младите. Ние сме почитувале, сме знаеле што значи постар. Така, и да значи те прати професор, по цигари, наставник, и да така. те прати да му купиш нешто. Сме знаеле да почитуваме и родител, и наставник, и професор, све. Сега некако све е изместено, па ќе кажам голема кривица е тој нивен социјален живот што го имаат уште од на социјалните мрежи што го имаат уште од мали години. Голем Бидејќи проблем. се е достапно сега. Ти на тие имаше социјални родител, мрежи, да. сигурно тешко ти е да ги воспиташ деца. Да. Посебно еве помалата, јас што и да сакам нешто да спречам, само знам дека Ти винаги вика, ама ми и каже да другите. џабе вика избориш кога се е достапно, знае. Да, и не можеш да ја И учиш. мора некој баланс да најдеш, нели, за да ја да дадеш голема правец, разликата. Мислам, никад нема да се врати тоа. Не е можно да се врати, пошто тоа е минато кое сме функционирали. Ами родителите се криви. Еве јас кога ќе седнам во некој ресторан, еве ти си нели од градот, менаџер. На што беше менаџер порано, на кои кафани, кафичи? Па, од деца знаеш, Кабрио, Текила, Колку беше убаво? Junior, после фативме нели сениор. Од твое време кај што доаѓаше Да. B2, у Опиум идеше. Сегде идеш у Сам, Парадизо, да. у Картел. Мош. Не ни памтам више Мода. кај сум работел, да. И ми текна, гледам, значи родителиве за да имат угодитет, значи ручат или вечерат, им ги дават на децава телефоните вака. Тоа е најголема грешка. Затоа и не може да научат како да се социјализираат. Нема комуникација, ниту со Не знам дали социјализација. памтиш, ние на гости кој сме иделе, седиш мирно, ако не ти дозволи да се послушиш, Да, маса да, срам да. ти било, а не сега да земеш телефон или да викаш да урлаш. Малце има Сега нема ни проблем. гости. И ствари и тоа се изгуби, идењето по гости, изгледа гости име на Инстаграм која скролаат кога. Ми интересира времето кога беше директор на зоолошка градина. Дали би се вратил повторно да бидеш? Па, види Дали ти сега, недостасува тој момент на ако речам дека не ми недостасува, ќе треба да лажам. Не лажам, во принцип, скоро никад, освен за добро на некого ако мора. Зоолошка градина ми остана у срце, бидејќи прво се заживеав со вработените таму. Ми останаа како некое семејство, второ, што и ден денес за празници се во комуникација не все уште така? Цело време, да, се слушаме, ми фалат, им фалам. Имаат проблем, некои знаат да ми се јават, што можам ќе им помогнам и секогаш ќе им Консултации, помогнам. значи, барат од тебе се уште? Секогаш за се бараат, за било каков проблем. Ми остана некоја навика дека блиску работам, се зареков лани, дека секој ден Кај работиш сега? у државна работам у Пуик. Ја кај бев. Да, и блиску е до зоолошка. Да, и блиску. лани се зареков, кога беше кога дознав дека е у тешка ситуација зоолошката, дека секој ден
на пауза Ке ќе одам и наминуваш. ќе си плаќам картата му. И ќе паузата место да идам на кафе ќе ја користам за зоолошка. И знаеш, ми се остана навика и секој работен ден го поминувам паузата, ја поминувам таму, сакаш, не ќе се гледаш со нив додека шеташ. Дали би се вратил, не знам, треба да се поклопам Ја многу. мислам да, што сврзан беше со животните, ја памтам јас кога доаѓам со Знаеш, децата, идеше да, ти со да. децата, нон-стоп ја Кога ни поддржа и беше ти желба, тогаш, да, ни беше желба нели ке Лемуриден да влеземе. Да, сите ја поддржавте тогаш, Да, што бевте да. инфлуенсери, у тој момент Да. јавни фаци. Ја многу сум ви благодарен со тоа, ама. И интересно беше Лемуриден или колку и песите на муж имаше, онака кога ги раневме со тие деца, беа многу беше атракција убава, голема, атракција бе. да. Тие да, ве пуштав нели да владате кај нив, ама знаеа и да каснат кога беше време на парење. Мада Тоа како мачките. да, важи беше тоа убаво таму. Убави моменти беа и не дека не би се вратила, ама пак ќе кажам, сплет на околности треба да се деси да имаш поддршка. Верувам, уште ја имам од јавноста и од вработените, него треба многу е сега у завидно лоша ситуација финансиски, пропадната е скроз. Јас ја начекав за останата, сега е пропадната, кој да дојде мора... Кога ти ја начека за останата, како успе да издигнеш на тоа ниво, да изградиш? Не са, јас И средства, мислам, тоа треба средства не да се направи на... прво, првите недела дена се колнев, се пцуев малце сам што прифатив да бидам директор. Мене ми предизвик од нешто такво ја да го изградам, да го ради направам. тоа што прифатив. сакам. Предизвик ми е секогаш и животот нешто што не чини да го направам да чини. Кога видов дека дополнителен предизвик ми беше што некој од новинарската фела и од јавноста ме осудија уште пред да почнам дека јас Зошто ти осудија? па почнаа написи, знаеш, у јавност од лажни Facebook профили, од нормални профили, активисти. Сега Чомбе од Диско до вчера дојде да раководи со институција со 1000 животни и со 60-70 во тоа време вработени. Нема да се снајде, ќе уништи, ќе умрат животни. Тоа ми даде како некој... Сила ти даде. Сила ми Сила. даде, се соземов и у тој момент си реков само Сега ќе ви докажам. тргам Facebook, тргам Instagram, ги собрав вработените, седнав човечки на состанок и им реков, од денес сме ја и вие, до нас е све. Или ќе успееме заедно, или ќе ја пропаднеме заедно. Немаме трета опција. Од тогаш се створи некоја хемија, побарав јавна поддршка и од инфлуенсери, и од јавност, од пеачи, од глумци, од спортисти, пријатели, сите ме поддржаа безусловно и секој дневно. Мислам дека тоа беше Тоа било најголем човечки придонес ради животните. да се афирмира, но пред тоа добро ја исчистив, хигиената ја ставив на завидно ниво и тргна работата. Успешна приказна 3 години, стана најпосетена институција у Македонија. Спонзори Спонзорите доаѓаа од ден у ден сами по себе, бидејќи стигнавме во еден момент 13.000 посетители у викенд да имаме. Неделно некогаш и знаеш и продажбата се 17. зголеми. Да. Јас не зависев финансиски од никој, бидејќи спонзори имав добри, сериозни фирми. Тие фирми се уште се достапни во Не. Золошка или не се знае? Нажалост не. Некои заминаа одма со моето заминување, некои со тек на време не им ги испочитуваа договорите и заминаа. Како успеа да избега слонот, многу ме интересира. Вистината или не е Еј, вистина? кај најде тоа да прашаш? Кажи ми за слонаца. Вистина избега? Избега, да. Па Стварно? мислам, имам кажам. Како? Не знам како избега. Може би некој не знае. Тоа ми беше, мене ми се нема десено у 3 години да не отидам за викенд у Золушка. Ама се случило со причина, иначе како ќе те зборат? Не, случај што беше најтравматично, што јас си зацртав дека ни еден викенд нема да отсуствувам од таму. Ќе земам ако треба понеделник, вторник која е најнепосетена, за викенд не ми се десило. И еден викенд, викам ќе врне сабота, ќе спијам до кај 10 са. Оваа сабота не мора да идам. 9:30 ми звони на телефон Го нема слонот. еден вработен. Чим он звони, викам, он не е да ме Не чуе. Викам, он звони или за нешто лошо кој ќе се деси, или не ти звони за добро, нема шанси. Викам, повели колку. Што правиш? Викам, спијам, кажи, збори. Што се случи? Директор река, како да ви кажам, слонот избега.
И ти како ви избега слонот? Гледам дали сум разбуден. Викам, ај уште еднаш повтори, директоре, слонот избега, ама не се секирај, држи ме под контрола. Што држи тебе под контрола? Еден слон беше или два тогаш? Не Два. Два бе? Едниот, Мажки пошто и они женски. не знаеа многу да се карат, и ќе се степа, ќе ја бутне, ја бутнала. Слоницата? У тој момент... Мажекот, женката се карали како? Не, двете беа женки. А двете женки, Дуња и Дајала. Рисувале. Помалава ја бутнала, постарава, изгубила равнотежа у оградата, у тој момент не, си ја скинала струјата, нема струја у ограда, си излегла, викам, што држи тебе под контрола? А у тие моменти протокол мора да известиш армија или полиција, пошто немаме ние механизам да го успиеме слонот у зоолошка. Имаме пушка само за мајмуни, И за тигреви лавови. тигар лав да успиеш, слонот, не знам колку тона, не можеш. Викам, му спуштам и возам, не знам како стигнав. 200 возев, 5, сите можни прекршоци ги направив сообраќајни, додека возам, му се јавив на министерот тогашен натрешни да го известам. Викам, министер, избега слонот, како Ѓорги избега слонот. Вика, што е следно? Викам, следно е да пратите специјалци. Да ја Каде беше обезбедат. тука во склоп на зоолошката или Слушај, надвор? не знам кај ја разборам. Викам, следно е да пратите специјалци да стојат надвор, у случај да изгубиме контрола, да го усмртите. Тоа е протоколот, нема друг протокол. Он дурвозам пратил, ја кога стигнав надвор, оклопно. Чекај, ма зошто да се усмрти, тоа не е нели агресивно или животно? Не, слон, не знам дали сте чуле, е најголем убиец у свет. По процент, по број на живот, на убиени. сум знаела. Да. Ради циркузите, ради у џунгли кај што живеат и луѓе. По број на смртност, мислам, може ќе ме поправи некој, мислам дека е најголем убиец. Стигам, ги гледам, стигнале стварно и полиција и све. Влагам у зоолошка, уште од врата ме чекат, ми вика под контрола, он си застанал кај живеалиштето на тие едни мајмуни патаси и си јаде од грмушките и мајмуниве со него, како да си премува мирен, значи некои 100 метра се поместило живеалиштето. На еден од вработениве му текнало да земе противпожарен апарат голем, гледал негде или на обуки дурбиле, но вработените ми беа многу обучени мене, што и се уште се обучени и за тоа функционира зоолошка. Кризни ситуации, многу беа обучени за кризни ситуации, земаа ПП апарати и почнаа да прскаат у него. Полека, поеднаш, знаеш, оно бело. За да го однесе на кај домот, веројатно, така? Слонот не сум знаел ја дека е толку интелигентно место. Од патеката кај што е дојден, полека, наназад, у рикверц, се враќа у живеалиште од кај што искочил, од истата дупка. Се прекрстив само, се јавив на министерот, викам, повлечете ги, све е окей. Најстреснен момент ми било тоа у зоолошка. Не дека немало други, ама... А алигаторот кој ти избега, тоа не ти беше стресно? Алигаторот не ми беше стресно, бидејќи... Како не е стресно алигатор? Епа не, немаше посетители у зоолошка. Мене ми беше најголем А он па стрес. како кидно? А? Како кидно? Значи, он избегал, пошто ја уште не бев почнал да ги реновирам живеалиштата. Имало некоја слаба ограда, кај нив, пошто кај нив е обична жица, она баклава, тревник. Дали со муцката подкопал под жица, А не тоа било, бев. значи, на почеток на Само што твоето станав директор, да. директорување, аха. Да, и си искочил, си влегол у езерово, не може да го најде. Ми звони тој Саше. Не, ми звони новинар еден, ми звони, Мери Јордановска ми звони. Вика, чом бе избеган тие алигаторот? Викам, Мери, озбилна си? Абе, не се бъде луд, вика, кажи боле, да не испадне дека лажеш. Ти не знаеш. Викам, чекај да се јавам, звонам, кам Саше, што е работа, тој ше на реон? Кога го нема, вика, Ганчо го нема, Ганчо се вика. Викам, не се заебајте, бе, луѓе, како нема, вика, затворивме, пошто уште немаше посетители, викам, посетители има, нема, затворивме се. Јадур стигнам, исто, и на тој реон што беа спремни, веле, акција направиле, го нашле го у езерото, дали по камери го виделе, ама више кога стигнав беше заглавен од цевка водоводна, огромна, фи, не знам колку, тројца вработени од напред, го навлекле да влезе, го заглавија у цевката, ја кренаа 6 души цевката,
пошто е голем. И кога однеса у живеалиште и после од утре дента почнав да реновирам све можно што е живеалиште внатре. А мајмунот? Шимпанзото? Морам да те прашам. Не избегавам класично, ја имаше едно живеалиште кое беше ново, го доправав јас. Како успеал Коко Чека, колку почина Да, така? што беше на Ама лечење, не почина, бе да. живе тука. Живе? Беше на лечење у Белгија, па се врати ја кога дојдов, го вратија. 7 години. Кој мајмун знам дека почина? Им почина сега некој кај езерото што беа А, овие фамилијата, да, фамилијата, кај што знаеш? седевме тука, па тука што е. се играа кај езерцето таму. Да. Ау, да. Ја тогаш сум се чудел да отштрафи штраф од ограда, мајмун, прв пат у живот да ми каже некој немал. Ја одлабавил, нашол некој штраф, сега кој знае што Што нашол. знаеш? Вработената таа не ми вика. Мајмунот сам го Од вртал. штрафена е оградата, вика колку е пола излезен надвор. А можда некој намерно тоа да го направил? Да Не оштрафил? знам, немав таму тој Зашто момент не е камери. возможно мајмунот да има што викаш кај него, значи некој му дал. Некој Штрафцигер. заборел ли што пошто Од го Месториве. сервисиравме тоа Аха, живеалиште. Вика директоре колку е пола излезен надвор у пред живеалиште. Викам, а не, немој, пошто не знам дали знаете, шимпанзо знае да биде многу мирно, ама знае у момент Многу да агресивно. откачи и да убие. Да, баш да мава со Он тупаници. имало моменти, јас сум го ранел лично, вработениве ги ранат секој ден, посебно Коко што е миленик на А со колку си имал контакт онака еден до друг? Да си... Имав, не ме прифати мене Коко. Како прифаќаат? Тоа ме интересира при шимпанзото. Коко се чудев, тогаш и ми дојдоа солзи на очи. Човекот што кога се родил Коко, кога останал без мајка у золошка, што го чувал и дома, и низ золошка што го шетал запелен и за рака, пред да иде на лечење, кога го вратија Коко, после 7 години, ја кога бев директор, Коко го позна за негователот и двајцата дојдоа до контакт еден друг, се расплакаа и двајцата. Од немирен, од беснееше, кога го виде Дракче клекна, Коко мил, ова, она, го погали, им се насолзија очите на двајцата. Сум се чудел, сега се ежам. Интересно. Али се непредвидливи, пак се диви животни. Тие се убави, некои лошија убави моменти. Среќа што имаме спремни вработени таму, тоа е најбитно. Колку вработени се сега во золошката? Па ја вработив баги негде до 80 стигна. Браво, Да. го река. Па реално и треба. Да, и најсреќен сум за тоа дека довработив и им ги кренав платите максимално, што тие луѓе стварно заслужуваат големи плати. И тие луѓе и заслужуваат и бенефициран стаж, пошто се изложени секад на На ризик, Да. да, на опасност, на ризик. Се да. надевам државата ќе им го регулира тој. Ме интересира за овие тигри, лавови што ги има. Како ги раните, пример, од кај се зима храна? Со живо месо ги раните, така веројатно, да. Тигрите и лавовите јадат месо кој јајте што јадат. Ама не, пример, ви носи некоја месара или како Да, таму има се- годишен тендер се распишува. Добро. И набавка и секој како беше Секој ден носат, секој ден ги ранат? Не, еднаш неделно носат, се замрзнува месото, свежо го носат. Се замрзнува и еднаш у 2 дена се ранат по еден лав јаде по 30 кила месо, мислам. 30 кила. Да. Телешко чисто, јунешко. Се осмел некој од работените да влезе директно кај нив? Не, мислам дека Имало не. случај некој? Не. Јас сум влегол кога му правеа интервенција на тигарот Успел. со анестезија, да, и се сецна, не знаев дека е тоа природно у сон дека се штрека, мислев дека стана. Бога ми, ја би се плашил. И малце стресно беше, ема ветеринарката Весна. Можам беше, те замислам да. тебе, а? Не фатил па штрафта? Вика рефлексе, вика. Друго оперира, имаше некоја циста, тумор имаше. И сакав да присуствувам, сега присуствувам на интервенции така. Кој што знам, лавот е многу мирен, можеш, тој што го чува, другорани може да присуствува кој е најаден. Нема да ти направи ништо, ама не им дозволував на таков ризик. Тој Саше што ги чуваше алигаторите, му дозволував, он си косеше, се чудеа и посетители, гледаат, си косеше и до него алигаторите спијат, Ганчо и Кика. Он коси, они спијат. Му кажам, Саше, бе, човек, ќе те фати за нога, не бе, директоре, вика, кој е најаден, нема шанси после јадење.
Он лежи и не го интересира ништо. Како ние кои ќе се најадеме. Да. Ни паѓа притисокот и не се спие. Да. Извини. Ме интересира за фламингата. Како е сега со нив ситуацијата, колку беа? Добри се, бе, они добри се, да, се треба специјална размножија. вода за да бидат розови, така? Тие многу Или прашка, што се специјални. ставаше? Не, специјална храна се хранат со ракчиња, со планктони, некои ги набавувавме од странство, па после увезе некоја фирма тука. Се размножија, кога почнаа да розеви да стануваат, беа многу поубави. Среќа на тој реон фламинга, пингвини е војо, тој е најсензитивни птици се тие за чување. У Србија, у Белград не им успеа и ми изумреа многу пингвини и фламинга. Ние направивме некое живеалиште што и ден денес е чудо, кој доаѓа се чуди. И за тоа ме вреѓа кога го правев, испадна најдобро живеалиште. Кој те врегаше? Па некои стручњаци. А вистинска атракција се пингвините, сега некња ги броев се негде 14-15, а ја беа 7. Каков циркус се, баш како на цртанина, како на филмот, се бркаат и многу убав дел. Тоа живеалиште е најубавото. Дали ти беше тешко заминувањето? Ко си идев? Да. Абе ми беше, како не ми беше, имаше плачки и одвработени. Јас си отидов, знаеш зашо не ќе јадам да си одам, пошто имав уште година дена, уште 3 години имав, може би изгрешив, уште 3 години имав целосен менаџерски договор. Јас си отидов од некој мој револт кон, да не го споменјам ни името на госпожава што е у заминување, не ме прими да каже што планира со золошка. Чека, како беше тој менаџерски договор што го имаше? На 4 години потпишуваш менаџерски договор. Добро. И тој ако не си даеш ти оставка, не може да ти го раскине. Мене само што им беше измината година дена, бидејќи до пред тоа бе веде. 2 и нешто години бе веде. И мина... Ти отпосле го имаш потпишано менаџерски договор. потпишувам, значи година дена... Уште 2 си имал, ако 4. Не, ја го потпишувам на третата веде го потпишувам менаџерскиот на 4 години. Поминува значи една цела и губи моменталниот градоначалник. Доаѓа госпожава. Ја имам уште 3 години договор. На вработени реков, уживајте ако е нормално, ако каже како планира да работиме. На градско опиште се уште? Да. Викам, ќе останам, ако не, бара ја еднаш да се видиш. Па ја не те барам за да те видам дека си убава, кажи, имаш институција со 1000 животни. Така да мислам, не знам зашто си те Ќе гледат ти се деси најголемиот хаос. Како да ја урочив најголемиот хаос и почна на мандатот со колење на 15 коњи, 16. Не ме прими. Океј, викам на секретарката, може ли да ми спремиш оставка? Како вика оставка? Така викам, убаво, спреми ми оставка, си одам. Ама не како така викам. Чим нема она план, не ќе да ме прими. Ја не ризикувам, викам, ни Чудно мене. се луѓе кога ќе седнат на позиција на Дали ги има столче, гепсуе таа фотелја? Не знам што е. а не се свесни дека фотелјата се мрда. Па Значи не денес се си свесни, тука, затоа утре... еве го градов, види го што дишеме болести и тоа е тоа. Мене, и за мене па сите си, исто не знам, се надам дека еве сега И јас се надевам, искрено се овие сега надевам. што ќе дојдат. Искрено се надевам кој да биде сега, дека барем ќе се погрижи за хигиената наша, за институциите што се од многу големо значење, кај што има жива материја, ќе се погрижи да биде секој што треба. Спротивно отиде све, да не кажам каде. Се разбираме. Сакам те прашам, еве човек, ти си дете од Скопје. Цело Од време... прадедо. Како? Од прадедо сум од Скопје. Стар Скопјанец. Да. И како мене, татко ми е стар Скопјанец, мајка ми од Куманово. Се знаеме од мали, така? Да. Еве, се си поминал. Само за афери не ме прашаш, жите. И си поминал и еве директор, и менаџери, диска, се, значи, мислам дека цело Скопје го знаеш. И под земјото, и под небето, и Па се, и да така? не, кеш знаеш. Што ти требаше да влагаш у политика, реално? Која мајка те натара, ја на твое место нема шанс. Мислам, еве честитки, нели, сега си советник во град Скопје, така,
Секој се бориме за плата, мислам те разберам, а еве што ти требаш да влагаш во политика? Агнеса, ја у политиката сум немал платена функција. Јас платена функција прва ми била директорската у зоолошка со најмала плата у сите директори у државава, земав 45.000 плата, 3 години. Каде земеш 40? У зоолошка. Зоолошка? Да. Толку е директор? Најмала ми беше, да. Јас се борев да им ги зголемам на вработените, мојата беше најмала плата. Што ми требало да влагам у политика, сум верувал во некои вредности. Во кого веруваш? Верував во вредности на искреност, на честност, на функција што ќе помогне. Мислев дека функционерите се на тие места за да им помагаат на младите. Тогаш уште кога бевме ние млади, кога сум влегол, ти кога си била на наша генерација, имаше Скопје млади луѓе. Мислев дека тие луѓе се грижат за младите утре ден да се вработат у Скопје и да живеат еден нормален живот. Јас не сум бил дете на богаташи, јас сум бил дете на социјални работници. Татко ми отишол под стечај кога била фирма, мајка ми била здравствен работник. Сум верувал у искрени левичарски вредности, лево ориентирани. Не дека се каам, сум поминал убави работи, може би сте управо, не ми требало. Свесен сум многу дека јавноста не ме прифаќа така. Ја не би се замарала како ми прифаќаме на јавноста реално, мислам тоа е се мој живот, туку општо за тебе, онака. Јасно бе, јасно. Политиката гледаш каква е. Тоа ти кажувам, некои вредности и мисли дека ќе има подобро утре и за мене и за сите. Што во овие 35 години, на жалост, не се испостави. Младите се одселија. Многу се оцелија. Ради тие ветувања. Ради ветувања непостоечки. Од сите, ја партија знаеш дека и од таа страна, и од супер десно, си и од лево, направена, и од да. не знам. И почитувам тоа. Али не Зошто убаво. мора да зависиме од еве што се случува, веќе сакам да правиме мобет за булинг во државните институции, во школството. Не се, ја кога Мобинг, зошто кога кажи? дојдов директор, ги собрав на првиот состанок и ми реков на вработените. Зошто мора еве СДСМ ВМРО, така? Доаѓа ВМРО или СДСМ кога беше, јас ти кажам, имав директен конфликт со еден небитно, бидејќи јас сум била тапетирана нели ВМРО-вка. Тоа е мое право. Еве ќе ти објаснам. Мое право, така? Еве ќе ти Место да објаснам. сме сите тимски, јас ако гледам во тој потенцијал дека ти си добар работник, работоспособен, така? Точно. Да ја издржуваш таа позиција, функција, јас сум дипломиран правник, така? Кај Точно. мене цела фамилија знаеш дека се уки. Така е. Така да не можеш ти да ме деградираш Познавам мене. и мајка ти ја познавам. Ја имам искуство по државни институции, сум била шеф на кабинет на градоначалник, сите такви работи и водо од кај не. Искуство имам, зборам за работа, јас сум, знаеш дека сум тимски работник и ти мене да ме деградираш, бидејќи јас сум била тапетирана во мировка. Јас сум највише против Јас знаеш како би играла, извини. На позиција бев, така, ама ти не можеш и да ме деградираш, ја имам стаж 20 години, така. Колку и да ме спуштиш, мене пак таа ќе ми биде плата, така. Јасно, јасно. Земи, искористи ме. Ти не гледали сум ја би било таа или таа партија, мислам. Јасно. И ако гледам дека ти си добар менаџер, дека добро ја сносиш таа работа, па ќе те дигнам уште повише, бе. Па ќе ти земам утре, па можеби од моја страна, од мојата вако партија, така. Јасно, бе, и види, Агнеса, ја кога дојдов Луѓе не директор, размислуваат кај нас така, само гледат освета. Сегде у освета. светов и у Европа, Омраза. у Европа, Зошто? тој е више, Зошто толку тој омраза? тренд е избегнат, никаде више по институциите не се гледа кој од која политичка партија и затоа се многу понапред. И од на нас. крај затоа јас се вака ме... Не, најубаво си направила и ве оправдувам и тебе и многу мои други пријатели. Да гледам таму да се фрустрираат не, некои. скроз си управо. Јас сум најголем борец, сум бил за тоа. Првиот состанок у Зоолошка со вработените ми беше, дечки, Мислам од да денес. биде гордост, пак да брекинам, паметна жена, убава, добра, овона, искористи ја, они да те труп понака Јасно. не знам. Јас кога дојдов првиот состанок со вработените ми беше, не ме не интересира ни од која политичка партија сте, ни од каде сте. Работиме сите еднакво. Не да чујам некој да иде по митинзи, да се замара, да ми објасне кој ќе се замара со политика, ќе го казнам. Тоа им реков само. Паметно.
И сум бил поборник секогаш за деполитизирање и во мојата партија, што сум нашол на несогласување некогаш, сум бил поборник за деполитизирање на јавните институции. Само тоа е клучот и од администрацијата што ни е неспособна. Ова што се жалаш граѓани што слушаш не ни функционира, све е тоа реваншизам што го збориш, од шефот не му давал на тој да работи дека е од ВМРО или овој од СДСМ. Дечки, дај бе 21 век е. Мислам, што да кажам, не знам. Скроз си управо, али тоа е за жал. Еве, нели ти си бил на позиција, знаеш како е, исто јас сум била изложена за... Ме интересира твоето мислење за сајбербулинг. Голем противник сум на тоа, посебно кога гледам како некој се изживува јавно врз јавна личност, врз млад пејач, без разлика и постар пејач, па водител, инфлуенсер. Што недостасува на народот што го прави тоа? Може би е неизживеаност, домашни проблеми, фрустрации ги лечат врз... Секој има право да живее како сака, според мене. Никој не може тебе да те осуди за тоа што го работиш и да те вреѓа јавно, за тоа што сајбербулингот делува на психа, може да доведе до поголема катастрофа, жртвата, не дај Боже, да направи поголема белја. И тогаш кој ќе биде крив? Никој. Кој ќе докаже зашто се утепала или обесила, не дај Боже. Посебно влијае лошо кај децата уште од мали, валјда имаме сега наставници и професори што го контролираат тоа. Пошто у наше време знаеш и ти некои деца што ги омаловажувале, сите подоцна носеле некој комплекс што им останал за цел живот. А за јавни величности сум голем противник што има сајбербулинг, што постои се уште во државава. Гледам во другите држави веќе не постои, што ме радува. Али кај нас е тоа голем проблем што не знам како ќе ни дојде памет да бидеме прво луѓе со луѓето. Тоа е најважно. Татко ти почина. Доби анксиозност. Да. Морам да те прашам за обиди, знаеш, некои во моментов го имаат истото чувство. Болест на првиот на 21 век. Да, баш болест на 21 век, да помогнеш на некој во моментот што се бори. Како зема сила, како се излечи, како успеа? Кои беа првите чувства? Знаеш, ние можеби каснеме многу во држава. Имав некои пријатели што на времето ми вика аксиозен сум, имам проблеми, панични напади, не им се смеев никогаш, но ми беше чудно и мислев дека нешто прочитале, нешто несериозно. Дали после со текот на интернетот дојде кај нас па луѓе дознава. Кој знае колку што си имале мука, еден од нив сум и јас, што иделе по лекари првично, што не знаеле што има. Татко ми почина, не знам, веројатно беше тоа причината да ме фати и мене. Ние осетив после 5-6 месеца, почнав да имам некои стравови, што ми се случува и додека сум дома, и додека сум на работа. Какви стравови баш потенцира? На улица не ме фаќа, кога сум искочен. Тоа што те фаќаше страв, например? Па, сега, пример, дома, кога си лежиш, седиш и одеднаш мислиш дека ќе ти се случи нешто лошо, дека ќе прекинеш да дишеш. Осеќаш болки некои имагинарни у грб, во плуќа, мислиш дека... И панични напади имаше, така? Вајда, панични напади се тоа. Мада, од после дознав дека различно е аксиозност и панични напади. Може би сум ги имал и двете. Се случувало, види, секојаш ја благодарен сум им прво на моите другари, што у секое време сум имал може би 10 напади, кај што у 2 ноќа ме однели у државна. И докторите ќе те прегледаат, докторите веќе знаат што е аксиозност, ти се уште не им веруваш, се додека не се консултираш со добар доктор на таа тема, со психијатар, психолози, ќе правиш муавет и ќе сватиш дека Но луѓето кај нас се срамат да идат на психијатар или психолог, ако им треба. Не смеев да се срамам, прво ради Зашто, себе. ако имаш потреба, да. Видов дека мора да се изборам прво ради себе, ради дома.
втора ради работата, тогаш беше у Золошка, беше вистински пресврт. Секој ден луѓе и таму ти кажувам ме фаќаа стравови, имало моменти кога спиев у Золошка. Имав ја у канцеларија тросет, кревет, гардероба, све. Имало моменти кога спиев, бев у некои влогав у некои филмови дека ќе се деси нешто, ќе избега, ќе умре животно, ќе повреди дете. И со тек на време видов дека ништо нема да се деси, низ разговори со пријатели, ностоп. Пази, не смееш да се затвараш дома. Колку време ти траеше тоа? Па ме држеше некоја година и пол. Постепено се излечи? Постепено, како се изборував, си викав, ништо не ти е нонстоп со луѓе, разговараш на таа тема, гледаш се Едноставно повеќе. забораваш на стравото. Се повеќе се соочуваш со пријатели и млади луѓе што не знаат што имаат истата болест, им кажуваш, им помагаш и тоа те исполнува. И едноставно стишува у тебе. Што не дека не ми се појавило во овие 3-4 години, сум имал 2-3 пати, ама ќе се стабилизираш. Си викаш ништо не ти е, немој. Си е доволт. Изгледа да. Ти си го надвладал, стравот си го надвладал. Приметив првите моменти кога останував дома, преку ден ќе останеш дома и ти е све полоши и полоши. Искочи на улица, прај нешто активен, биди, оди испешачи, ништо не ти е, викам, што е ова бе луда работа. И ќе апелирам еве до сите млади што имаат такви проблеми, одма да се консултираат прво со најблиските, второ со лекари на тие теми. Нека не се трујат со апчиња со лекарство. Ти знаеш дека на статистиката баш се покажува дека Македонија на прво ниво во Европа за конзумација на антидепресиви. Видов негде диазепам се клюка секој втор. Хелекси. Хелексистон, меѓутоа јас ќе им порачам Викам, што се дека случува? таа зависност што е од хелекс е најтешката и е слично нешто на дрога, бидејќи користев во тие периоди на почетокот. Стануваат веќе, да. Многу е тешко да се тргнеш од тоа. Би апелирал до секој млад и постар човек што ќе се соочи да работи сам на себе, со блиските, со доктори. Посебно мажите го онака. Не знам што навика име тоа е нормално да го пиеш само ако имаш проблем со мускулатура, за паметот не ти помага ништо, само те лаже. Ама проблем е кај мажите, баш што викаш кај тој дел, зашто ја имам другарки што работат во Формација? Да. И баш ми кажале дека баш машките имаат проблем, зборам и во љубовен живот и во на тие моменти. По љубовен живот со диазепам ако лечи. Хелекс? Значи има проблем со девојка. Не. Што викаш? Не сакам да кажам телото. Не препорачувам и знам дека сум осетил на моја кожа, ми требали, не сум користел долго, пример година дена, ама ми треба некои страшни месеци и пол-два за да се тргне. Добро, ти си имал проблем, затоа си ама... Да, ама кој ќе се тргаш имаш кризи како да си, не дај Боже, хероин кога да си користел, трески имаш, нервози, али со добар совет од добар лекар, постепено, ако си пиел секој ден, ти вика ќе почнеш на еднаш у 3 дена, еднаш у 5 дена, еднаш неделно и од еднаш се стабилизираш. Само мора да извршиш. Во последниот колку помина, знам кога гледав поврзано, сакам да прашам со твојот автомобил, нели беше изгорен или бомба? Многу беше во јавноста тоа актуелно. Што се деси, мислам, од каде баш на тебе? Да, што гледам, па и не само на тебе, на многу, ова, мислам, кај нас гледам палат коли како мислиш цигара палиш. Знаеш како? Не дека ме погоди многу нешто од деме колата, железо ко железо, ќе купиш нова, ќе идеш и пешки, ни дал Господ, 2 нозе. Баш се размислувала, ти непријатели, те гледам, немаш? Знаеш што е пострашното? Што јас стварно немам непријатели. Поише ме боли што е нешто од љубомора. Мислам, ама зошто ни беше на функција тој период? Колку помина? 2 месеци, колку? Нито онака... Не бре, знаеш ја на кој можам сум помагал, све окей со сите. Чекате, дигнул воздух, баш бомба беше? Не бе, со бензин ја полија, со бензин ја полија и среќа што имаше очевидец. Значи да немаше очевидец, ја ќе бев убеден дека се запалила од инсталација, бидејќи тој модел што го има во BMW,
има 2-3 изгорено оваа година, ми кажа сервисерот, што сервисираше, вика да немаше очевидец, ќе мислевме дека е од инсталација. Некој проблем Да, има имаат со грешки, имаат филтрите грешки, и у да, воžња имаат баш на еден пријател имаше седмица. И мене ми се има десно така. Си паркира дома, иде дома, починало да тлее, се пали. Среќа што имаш, ама многу е ниско, многу е кукавички е многу. Што имаш, дојди, кажи ми, ќе расчистиме. Што правиш стресови на недужни луѓе, бе? На комшика изгоре, корсата ни крива, ни дужна девојчето остана без кола. Кај тебе тоа? До мене што беше паркирана, девојче, корса ми падна, жал и дав збор комшике да направам пари, да се дојдам до пари ќе ти купам кола. Ни некој ќе ја обештети ни ништо. По-криво ми е за нејзе што изгоре, него за моја. Купив друга, па имам кола ја. Девојчето може нема пари да купи кола, не може да се снајде. Дал сум земал ја од другар, од ово, она ќе се снајде. Многу ниско, многу. Господ ќе им суди нив, ниједна казна нема да им суди. Верој ми. Не знам што да речам. Да... И едино... Вакви проблеми, дали те прават уште појак да си? Ме прават појак и знаеш што ме плаши, што ме прават по-суров. Што ми дава да ги сакам само оние што ми помагаат и што ми се важни во животот. Пошто јас не сум бирал, тоа можеби е негде, сите викаат тоа е големина, ама ја мислам дека ми е некој вид на пропуст сега, што сум помагал на било кој во живот. Значи сега во вакви моменти после месец дена помина, мислам дека само Кој ти јави дека ти е запалена? брат ми. Мислам дека само би помагал на луѓе што ми се другари од деца и вистински другари и на фамилија. Некако по-суров те прават вакви. Ова како дозна кој ти јави дека ти е запалена, што почувствува во тој момент? Зошто јас мислам как Не ми се Што веруеше, помисли, мислев да. дека сањам, пошто спие, 2,5 негде 3, мислев сањам, викам чека да се облеков, лабаво, тренерки се симнав доле, више стигна, да не стигнеше одма пожарната, ќе изгореше куќата. Луѓе спија, стари луѓе живеат над БМВ-то, како што гореше. Сумњаш во некој? Не можам да сумњам. Полицијава има некои осомничени и нив да ги пофалам, стварно работат луѓе, ама многу е ниско, пошто не е покриен цела кисела вода со Safe City и маскирани се сите што палат коли, што прават такви кукавички чинови. Се надевам ќе ги најда. И апелирав ја и до премиери, и до све да го сменат законот, направи го тероризам, бе изгори го 10 години затвор еден, за све стај му ги на товар, па да видиме дали ќе му текне на некој да гори, пошто не може бе ти да ти пали која со кој сака тебе кола. Последнов период ја мислам дека баш како што кажа, кога да палиме цигари така Ова е ненормално, така си се се палеа скарал, коли. па порано немало овакви кукавички работи. Ќе се истепаш и ќе се скара. Кола да му палиш, да загрозиш туги животи. Не знам дали не е малце ова кочани што се деси, Мислиш, пуште у вакви Мексико? работи. Да. Али срамота, што да кажам. Георги, јас ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам првин што ја прифати мојата покана. Исто и јас на вас ми беше мерак што дојдов. Баш вие добра емисијата гледана вие во секое време. Ти пожелам само успех. Еве ти посакам да бидеш повторно директор на Золошката. Баш би сакала. Знам дека уште поубаво ќе направиш и се гледаме во следна прилика. Благодарам.